Организацијата Вина од Македонија била напишана со големи, а Северна Македонија со мали букви. Ова е причината поради која грчките производители Цантали, Бутари, Куртаки и останатите се обидоа да избркаат 10 македонски винарници од меѓународниот сајм за вино Pro Wine во Дизелдорф, Германија. И пред стартот на сајмот, што трае од 17 до 19 март и за време на неговото одржување, до организаторите интервенирале Сојузот на производители на вино во Северна Грција, Келенското винско здружение, дури и грчката дипломатија, но не успеале да го спречат присуството на македонските винарници. Од Сдруженијето Вина од Македонија вела дека организаторот не сакал да се меша, туку им наложил и на двете страни да се договорат. По неколку разговори македонските производители останале на сајмот и моментално изложуваат без проблеми. Потврдуваат дека на грците им пречело тоа што називот Македонија бил напишан со големи букви, по прв им паѓал во очи на посетителите. Додаваат дека не гледаат каде е проблемот, бидејќи називот Вина од Тракија, на пример, го користат и Грција и Бугарија, со тоа што задолжително до него треба да стои и името на државата каде што се произведени. Грчки катимерини пишува дека поради тоа што македонските винарници ги рекламираат вината со приказната за земјата на Александар, тие ги губат европските и американските купувачи, но и дека грчкото вино ги губи и пазарите во Канада, Австралија, Полска и Австрија. Кога конкуренцијата беше интензивирана со влегувањето на германскиот пазар, а подоцни со другите европски земји и на многу други вина, извозниците почнаа да го покажуваат локалното потекло на нивниот производ. Југословените го рекламираа локалитетот на виното со потекло од македонскиот регион, кој припаѓаше на нивната територија. Германија троши многу грчко вино и вино од Скопје. Германските винари со многу мали букви пишуваа поранешна Југословенска република, а со големи букви Македонија, за да го збунат потрошувачот. Сличен притисок грците направија и пред 10 дена на сајмот за туризам во Берлин, Германија. Им пречело тоа што на македонскиот штанд пишувало Macedónia Timeless. По интервенција на грчката амбасада, називот бил заменет само со Република Северна Македонија. Ваквите притисоци и инциденти ќе станат секојдневие. Катимерини пишува дека поради ваквите потези на нашите производители, трговската војна продолжува и на далечните сајами, изложби и надпревари. Инаку двете влади со преспанскиот договор предвидува недоразбирањата околу трговските марки да ги решава заедничка комисија која наскоро треба да се формира и да има мандат од 3 години.